Почитувана директорке, почитувани гости, почитувани ученици, вработени во нашиот ученички дом Лазар Лазаревски, добра вечер. Чест ни е и оваа година да го споделиме со вас прославувањето на нашиот патронен празник. Во време кога растеме и живееме во слобода, треба да се подсетиме на оние кои се бореле за овој наш благодет, при тоа не штедејќи го невредното, својот живот. Горди сме што нашиот дом го носи името на храбриот револуционер Лазар Лазаревски, кој се борел во партизанските редови за ослободување на Македонија. Во борбите се стекнал со големи симпатии кај своите соборци, истакнувајќи се со својата храброст. Неговиот младежки ентузијазам и борбен дух го направил се попопуларен меѓу борците, но слободата не ја дочекал. Херојски го загубил својот живот на 25 октомври 1944 година кај село Глишик, Кавадарци, во неравна борба со непријателот. Толкому неговата младост и храброст ги поттикнала нашите предци да го увековечат неговото име, именувајќи го ученичкиот дом Лазар Лазаревски. И уште нешто. Постоењето на ученички домови како нашиот е од огромно значење за нас. Тие ни овозможуваат да ја градиме нашата иднина, да го одбереме образованието што го сакаме и покрај тоа што е надвор од нашето место на живење. Животот во домот има за цел да направи од нас зрели личности кои ќе ги почитуваат човековите вредности, традицијата и се она што ќе не направи достојни за почит од пошироката заедница. Ни сите овие години, остварувајќи ги целите на воспитното образовниот систем, домот го градеше својот лик на институција која постои само за нас. Се тоа би било невозможно без луѓето кои се грижат за нашето воспитување, за нашето здравје, ни пружаат љубов и внимание кои се за мене за родителскиот дом. Ја поканувам директорката на домот, госпоѓа Василка Ѓурчиновски, во своје име и во име на сите нас да ги поздрави присутните. Почитуван началник на СВР Велес, господин Петре Игнов, почитуван општински просветен инспектор во општина Велес, господја Македонка Биларова, почитувани директори на основни и средни училишта, почитувани раководители и представници на институции во општина Велес, почитувани представници на бизнис секторот, невладени организации, почитувани колеги, драги ученици, почитувани гости, драги пријатели. Имам особена чест да ве поздравам и да ви се обратам на овој ден кога го чествуваме нашиот патрон. Ден над кој одбележуваме 70 години од смртта на Лазар Лазаревски. Како дом со традиција, отворен за нови идеи кои поттикнуваат индивидуалност и креативност, дисциплина и култура на живење, повисоки интелектуални способности, како и воспитание и образование кои ќе одговори на животните предизвици, имаме визија да создадеме институција која ќе биде удобно и безбедно место за живење, препознатливо по своите критериуми и принципи за постигнување висок квалитет, одговорност и трајни човечки вредности. Преку неразделивиот спој на традицијата и современоста, во ученичкиот дом поставивме високи образовни стандарди како континуитет на традиционалните вредности. Континуираната и посветена работа ни овозможува на секој ученик кој престојува во ученичкиот дом да му посветиме целосна педагошка и родителска грижа и да посветиме целосно внимание за стручното го потикнеме развојот на индивидуалните афинитети на учениците. Од ученичкиот дом како втор дом на многобројни генерации ученици произлегоа и ќе произлегуваат успешни поединци кои оставаат длабоки траги во различни сфери на општествениот живот во Република Македонија. Почитувани, новите предизвици се мотив за постигнување на поголеми успеси. Во тоа веруваме сите, водејќи се од нашето мото. Сите во акција за нов, современ, динамичен и ефективен ученички дом. Нека ни е чести денот. Ви благодарам, директорки. Почитувани, по повод јубилејниот патронен празник, 70 години од смртта на Лазар Лазаревски,
Општинскиот ученички дом распиша литературен конкурс на тема во чест на панатите за татковината. Учениците имаа можност да творат во две категории – поезија и проза. Ги поканувам на сцена председателот на комисијата за оценување на литературните творби, како и председателот на домската заедница на ученичкиот дом да ги соопштат резултатите од конкурсот и да ги врачат дипломите на наградените ученици. Почитување. Оваа година чест за доделување на наградите на овие талентирани ученици ми припадна мене. На конкурсот за литература по повод патрониот празник на нашиот ученички дом пристигнаа 23 творби, од кои 7 во категоријата проза и 16 поезија. Трето место во категоријата проза и припадна на Бојана Атанасова, ученичка во средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски, чиј ментор е Верица Николова. Второто место го освои Тијана Димитриевска, ученичка во средното стручно општинско училиште Коле Неделковски, а нејзин ментор е Миријанка Трајановска. Првото место во категоријата проза и припадна на Матеја Горевска, ученичка во средното општинско училиште гимназија Кочо Рацин, чиј ментор е Александра Стојановска. Го освои Ристе Мулев, ученик во средното стручно општинско училиште Коле Неделковски со ментор Марица Стојанова. Второто место за поетска творба и припадна на Петранка Мицева, ученичка во средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски, чиј ментор е Сашка Даниловска. И првото место во категоријата поезија го освои Кристијан Јорданов, ученик во средното општинско училиште гимназија Кочо Рацин, а негов ментор е професор Александра Стојановска. На сите наградени ученици им честитам за наградите и им посакувам успешна творечка дејност и во иднина. А првонаградените ученици и во двете категории ги замолувам да ги поделат со нас своите творби. Постојат личности кои се меѓу нас се уште живеат во нас. Постојат имиња кои се паметам целиот ден. Имиња заслужени за оно што имаме денес. Ке се паметам што секоја генерација ги излишува свој. Тие се заслужени што денес сме слободни. Загинале порекли за нашата татковина. Не разликуваме што може да се случи и подаде што за нашиот народ. Без нема страх се бораме со цел за победа, и тоа не биде постигнато. За нив не постоело понемање, не постоел страх. Тие се сигурно верувале во својот народ, толку многу што не им важеа нивниот живот. Нашата Македонија денес слави нивната храброст. Тие се пример за борбеност на македонскиот народ, една звезда што никогаш нема да згасне. Не постои човек што не е слушнал што познатите творци, што не запал химната, не положил свеќе на нивните гробови. Знаете ли тие слободна држава да живеа? Горда што Македонија, се восхитуваме на нивната храброст, на делата, на се што направиле за нашата иднина. Колка е силата во тоа што направиле тоа, што сега ние да направиме не се должиме. Сакаме народ да не заборави ниту еден празник, ниту еден ден во големите луѓе ги спасиле нашите животи. Да, големи луѓе. Не постои да се изгонема душа и свест од нашите паметни борци. Да сме живи и славиме нивните победи. Да се знае, да се паметни и никогаш да не се заборави. Едно нешто ќе се
што знам. Живеам во слободна земја, живеам во слободни луѓе, каде ќе се раѓаат слободни деца. Тоа ме радува, тоа ме смирува. И Лондон, и Париз, и Каталонија, не бија замениле мојата Македонија. Овде се живее мирно, без страх, тешка военна опасност. Затоа сум горда. Дел од оваа прекрасна мала држава и знам кои биле нашите предци, нашите спасители. Во нивна чест слава слободниот човек ми е подар. Поради нив знам дека тренемо да се разборам сред закланина, заштитена и сама. Поред за загинувам, а не умирам. Седе се цели, седе заспие. Седе дори да се моја мила, љубовта в тебе ќе веќе се свести гривни. Има и таа нешто ќе газат. Има и таа нешто ќе газат. Но така се се на морската клима. Утре ќе нема, денес ќе има. А тебе се моја свободни години има за своја. За свобода и живот дале. За твоја слободна смрт и избрана. Иако некогаш гледајќи минатината го взема страшна тага. Од причинички шум срцева гледа се секоја сага. А сега се кнева и евзим срцева. Сакаме да ви кажеме многу, да ви покажеме што се умееме и сакаме да направиме овој наш празник. Да му дадем почит на нашиот патрон и на сите оние благодарења кои ние сега и овде. Погледнете го нашиот поетски перформанс, насловен по чест на победата за добината, како подсетник на трудовиот пат со денешната слобода. Buat
Валерий Брезейски и Колесник. Свет вечер за президента Sreća
и децата на нивните деца. И тие ќе зборуваат за нас. Тие ќе знаат за нас. Ќе дојдат по нас нашите деца и децата на нивните деца во големијата. И тие ќе знаат за нас. Бидејќи сме ние дел на големото раѓање, тие ќе зборуваат за нас. Да, знам. Како сме ги освојувале сончевите врвици, застанувајќи им на вековите подгрбно. Како од пепелта и ветвите нешта сме граделе градови и фабрики села, со голи раце на безсмртните градители. Како сме пишувале песни, како сме измислувале приказки, зборувајќи и протечејќи ги буквите на јазикот. Замислени медии сум ги означил својата татова. Сум поставил белези на сите нејзини граници и на сите стратегиски точки. На тераси, над реки, езери и на морскиот брег, кај што сум седел долго со пријатели, во летните вечери, чашка црвено вино. На пазариштата со раскошни бои и околни мириси, од есенското обилие. На планинските брвови, во испорачените облаци, се открива предел во далечните предели, кај што сум ја пренесол својата љубов. Доттамо е мојата татковина. Земја. За мене најмила. Никаде толку алги како во долината на моето детство. Ливади, коњи неосетлени. Мојот народ, во тунелот недогледен, со боринче, рак светлина бара, а во ископаните очи на светците, никовината е препознала. Мојот народ, од искони, на посна вечера, ја такам баби. Невидлив црвец, гоне го вази, и на трн Богов легло прави. Мојот народ со векови на престапител се играе и со подотворени очи долго време се гуле вдеки. Убава е оваа земја, за мене најмила. Кога го граделе манастирот, зидарите го роспусти, молитви за здравие на сред бласка жувано, убавината на животот на небото ја раздавала. А кога го граделе манастир, од љубов кон светците, во фреските, во иконите, зидарите го роломни, тајни писанија ми оставили. Твојата рака е сега далечна и веќе топлина на другата алба, а мене студени соништа ме мача, ке ме убија. Кога ни зората не ме скорива, и уште повеќе ме прави тажна, и сега јасно е денот што ме буди, ке ме побуди. Свирете ја зајди, зајди, по полека, мене ми е навеца, гледам студена, нашата е преполна, ме задушува, душата е пуна, и ме напушта. Чашата е преполна, ме задушува, душата е пуна, и ме напушта. Кога ни зората не ме скорива, и уште повеќе ме прави тажна, и сега јасно е денот што ме буди, ке ме побуди. Свирете ја зајди, зајди, по полека, мене ми е
павиран, со пален знак бележен, изшаран, од многу устни благослови, од голенијата игра. На брза подпемлив, улитите длабоки, непроцитни, траги остави, со јадри букви запишан, кули од черепи да градиме, во приказни сказни, жени и деца да варниме. И по Вардар матер, порака во шише, за чуварите на татковината, еден сончев ден да испратиме. Сека утро, сека вечер, така редом, така молку, се чудиме, се кудиме. Што племе бевме, што себе фрливме во постна земја посејано, под карпи, со векови скриено. Многу често, скришно, недобедно, си талкаме, си мислиме, најаве прашуваме, што народ ќе бевме, од дамнина пробуден, а во звезди искован. Нашите сенки се пиени цвет, ту пред нас, ту зад нас. Со немушт јазик, за убавината на животот и за товарот на годините приказни кажува, дека на земјата со сенките сме живеели, како осамени вејки. По многу години никој нема да верува, а поколенијата наши, песни приспивни, за најашки и болката на рожбите својки им пеат. Нека никнат овде градови и си светли булевари.
целиот свет. Во името на гладните, бих имал далеко за сити уста. Во името на имените и безимените гробови, нека овде улашките пренесат бел детски плач. Зелениот паркови се окупи во сенки на сонце, додека децата и старците ги кажуваат измислувани приказни игри, а влюбените нека се држат за раци. Така нека останат остави. Во името на закланите, нека никне стадион за млади нозе и силни грбови, додека неделите за одмор ги фалат факлите за својата екипа. Во името на храбрата смрт дај ни живот, за да ја спуштиме главата врз перницата на вечниот мир и мудри, помирени со последниот сон. Тебе да ти се вратиме земја на крај, со што ќе остават по нас нашите деца, внуци и правнуци, да мирите твои плодни да ги накријат.